Вистинска драма за спасување на еден човечки живот се случуваше денес во атарот на селото Бекирлија. Село Бекирлија, познато од документарниот филм Медена земја со Атидже во главната улога, нашиот Атидже кој што заврши во Холивуд. За жал денес спасувавме човек кој што беше во животно загрозувачка состојба. Поточно од страна на градоначалникот во петок доцна попладне бев контактиран и од негова страна беше побарана помош за потрага по лице кое што од доцна вечерта во петокот исчезнало. Потрагата ја продолжија во текот на вчерашниот ден, сабота и денес недела. Од страна на градоначалникот беше ангажирано локално население, но и беше даден за помош и еден тим од полициските тигри со дрон, специјално наменет за таа намена. И еден тим од Дебара. Кој што учествуваше во потрагата. Денес околу пладне градоначалникот ми извести дека лицето е најдено покрај реката Брегалница. На ова место, ова е негде под врвот Богословец во Овчеполието. Реката има силни меандри. Лицето е најдено во полусвесна состојба со знаци на живот, но не можело да комуницира и беше проблем да му се укаже прва помош. Во тој период ние се движевме кој еден од пожарите во Пелагонијата. Веднаш се упативме во оваа насока заедно со градоначалникот и со тим на брза помош кој што не успеа да ја премине реката, бидејќи на две места моравме вака со чизми и панталони да ја минеме реката Брегалница. Дојдовме до местото каде што беше лицето кое што беше во полусвесна состојба и благодарение на храбрите пилоти на полицисиот хеликоптер со кој што од врвот на Орит успеав да направам комуникација, дојдоа овде, слетаа токму овде на оваа полјана и го извлековме лицето. Но повеќе детали за тоа ќе ни каже градоначалникот на општина Лозово Бошко. Бошко, честитки за оваа акција. Слободно можам да кажам дека ти денес спаси еден човечки живот. Ако потрагата не беше толку упорна, човекот најверојатно немаше да остане жив. Денес спасивме еден човечки живот. Најпрво би сакал да се заблагодарам на сите кои учествуваа во оваа акција и на експедитивноста на директорот за сето тоа што беше организирано денес. Имавме, како што каже и самиот директор, дека имавме помош од СЗ и ЕБР, заедно со дронови го пребаравме целиот реон, а останатиот дел педа по педа беше пребаран од страна на локални мештани, организирано, кои рано наутро продолживме со акцијата. За среќа акцијата успешна, се надеваме дека лицето ќе биде во ред и дека се ќе биде како што треба. Останува само да бидеме повнимателни и не дај Боже да се случуваат уште вакви акции, меѓутоа мораме да бидеме подготвени. Да се благодарам директор уште еднаш. Градоначалник, само да појасниш, лицето сега упатено во државна болница, ќе биде на безбедно, ќе биде добро. Зошто моравме реката да ја минеме на две места? Ова е тешко пристапен терен на кој што нема шанси да се симнеме со друго возило и единствен начин е да го поминеме пеш, како што можевте. Зошто не одевме покрај реката? И да видите, значи ова е тешко пристапен терен, мора да ја поминуваме реката, гледате на места и брза, премногу се лизгаше, меѓутоа во координирана акција успеавме да го пренесеме лицето преку реката и пак ќе кажам, се надевам дека се ќе биде во ред. Станува збор за лице од 34 години од населено место Дорфулија, тоа сакав да ве Општина? Да, од општина Лозово. Градоначалник, кога зборуваме координирана акција, тоа ми е важно, бидејќи кога ги снимаме овие видеа, некои од луѓето, можеби не злонамерно, сметаа дека еве правиме само видеа. Целта на ово видео е да апелираме до сите граѓани да бидат внимателни, бидејќи несреќите може да се случат тогаш кога најмалку ги очекуваме. Од друга страна морам пак да те пофалам, бидејќи се работи за добро координирана акција. По исчезнувањето на лицето ти повара помош, јас ти зборувавме, значи доби припадници од тигрите, припадници од Дебара, заедно со нив 2 дена пребарувавте. Денес го најдовте лицето во координирана акција, побаравме хеликоптер кој што слета токму овде на 100 метра од нас. Лицето беше качено, тимот на брзата помош за жалост од другата страна, бидејќи сестрата и докторот едноставно не можеа да го преминат овој негостолюбив предел, бидејќи движењето покрај самата река е невозможно, има превише трња, капини и затоа моравме и ние да се прилагодиме на меандрите кои што ги прават. Благодарам градоначалник Бошко. Благодарам вас. Цело име и презиме Бошко Цветковски. Благодарам Бошко.